Општина Куманово врз основа на донесените одлуки од страна на Советот на Општина Куманово на својата трета седница на 28.12.2021 година за субвенционирање на комунални трошоци за 2021 година за граѓаните кои што припаѓаат на следниве категории: самохрани родители, стечени работници, згрижувачки семејства, лица кои до 18 години добиле статусот на дете без родителска грижа, лицата кои што припаѓаат на категоријата слепи и глуви лица и лицата кои што користат право на социјална сигурност, а се повозрасни од 65 години, и за лицата корисници на гарантирана минимална помош, кои што се под кирија или живеат, не се стамбено обезбедени, но живеат под кирија, Општина Куманово им субвенционира трошоци за комунални услуги. За таа цел ги информираме сите горе на граѓаните кои што припаѓаат на горе споменатите категории или го имаат овој статус, да поднесат барање до Општина Куманово за да ги остварат своите права. Барањата за поднесување или за остварувањето на оваа право може да ги подигнат во архив на Општина Куманово или во зградата на поранешно АД Козјак, Каршиградскиот стадион, каде што се наоѓа одделението за социјална заштита. Исто така сакам да ги информирам граѓаните дека Општина Куманово оваа година субвенционирањето за трошоци за комунални услуги ќе изнесува 1200 денари по семејство или по фамилија, од кои што 900 денари ќе бидат наменети за користењето на вода, а 300 денари за изнесувањето на комуналниот смет. За оваа цел граѓаните на Општина Куманово по поднесувањето на барањето со потребните документи треба да ги достават најдоцна до 28 јануари 2022 година, за да може да ги остварат своите права. За дополнителните информации за остварувањето на оваа право може да се информираат на нашиот веб сайт, кој ќе биде објавено соопштението денеска, или за други информации може да ги добијат во одделението за социјална заштита или на телефонскиот број 075 323 365 од 8 до 16 часот. Дали повеќе има вклучено корисници или ќе се намали бројот на досегашните? Општина Куманово во изминатите неколку години ги субвенционира овие ранливи категории и групите граѓани кои што припаѓаат или го имаат статусот на претходно искажаните, и овие решенија ги добиваат само за теколната година, односно минатава година добиле граѓаните за 2021 година. Така да, по врз основа на одлуките, граѓаните ќе мора само да ги обноват документите, бидејќи тие веќе имаат еднаш добиено статус, сега само треба одредени дополнителни документи да достават дека се уште припаѓаат на таа категорија. Потребните документи ќе бидат објавени на веб страницата на Општина Куманово, кои што ќе треба во различните категории се различни документи. Иначе, колку финансиски средства се одвоени со буџетот за 2022 година, за сите вкупни овие категории се одвоени некаде од 11,5 милиони денари, а ако направиме паралел или споредба со 2021 година, отприлике средствата се тука некаде, можеби за мала нијанса, за неколку е подигнато финансиски средства, али во суштина ние ги знаеме кои граѓани или колку можеме да обслужиме за субвенционирање на комунални трошоци.